Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Отворено. Дали го оживееме периодот на кулминација на политичка криза, дали можеме да очекуваме расплет и разврска и каков би бил тој? Минатата недела се случија со голема брзина настани кои ги вознемирија, ги изненадија македонските граѓани, особено настаните во Куманово, каде што терористичка група упадна, каде што полицијата изгуби 8 своји припадници, беа убиени 10 терористи и до денеска не се знае мотивот зошто тие влегле во оваа држава и се вооружувале. Веројатно ќе треба да се почека на истрагата и на нивните сведоштва. Веднаш после тоа следуваше амбасадорската шесторка која упати остри пораки и до владата и до опозицијата, следуваа оставки во владата, следуваа лидерски средби и протести. За сите овие случувања во последните неколку дена граѓаните имаат прашања. Ние имаме експерти, почитувани јавни личности кои ќе се обидат да ги дадат одговорите, да направат анализа на целата оваа ситуација. Добро вечер за гледачите, за публиката присутна во студиото на Отворено. И добро вечер до нашите вечерашни почитувани гости, професорот Владо Поповски, професор на Правниот факултет, поранешен министер за одбрана и за правда, основач на Агенцијата за разузнавање на Република Македонија и други функции кои ќе ги спомнеме понатаму низ разговорите. Фросина Ременски, професор на Факултетот за безбедност и подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Добро вечер. Господинот Талат Џафери, координатор на пратеничката група на ДУИ во Собранието, поранешен министер за одбрана и поранешен офицер во ЈНА, АРМ и ОНА. Господинот Илија Николовски, генерал на АРМ во пензија, поранешен воен представник во НАТО и воено аташе во Атина и Софија, председател на Сдруженијето на ветерани и резервисти во одбраната и безбедноста на Република Македонија. Добро вечер за сите уште еднаш и ви благодарам што сте вечерва пред председател на партијата Обединети пензионери и граѓани на Македонија. И председател на партијата Обединети пензионери и граѓани на Македонија. Значи, добре дојде уште еднаш до сите вас. Ќе почнеме со она што е најактуелно овие денови, а тоа се протестите. Пред себе се надевам дека сите ќе се согласиме дека она што единствено беше договорено конкретно на лидерската средба минатиот пат, тоа е заложбата и ветувањето на сите политички лидери дека протестите ќе се направи се да се одвиваат сосема ненасилно во мирна атмосфера. Тоа и се случи и тоа треба сите да го поздравиме. Фросина, дали вчерашниот протест, кампувањето кое продолжи пред владата, ве носи поблиску до целта со оглед на тоа што премиерот само ден пред протестот уште еднаш повтори дека нема намера да поднесе оставка, што е ваше клучно барење? Како што констатиравте и самите, вчерашниот 100.000 посетен митинг кој што беше пред се надпартиски, граѓански, помина во најдобар ред. Извинете, бројката дали е пресметана веројатно од партиски структури, бидејќи имаме различни информации? Значи се шпекулира околу бројките, меѓутоа нашата евиденција врз основа на прецизни пресметки по квадратура на зафатено место изнесува близу 100.000 луѓе, кои што излегоа на граѓанските протести, изразувајќи го своето незадоволство од владењето на власта, меѓутоа и на сите оние информации кои што месеци наназад ние како Социјалдемократски сојуз ги споделуваме со граѓаните, а кои укажуваат на една сериозна злоупотреба на власта и моќта. Ние сме задоволни што и од посетеноста, меѓутоа и од пораките кои што беа пратени на самиот собир, пред се од гарантираната безбедност на сите кои што излегоа да протестираат, и со тоа ги фрливме, буквално ги демантиравме, ги фрливме во вода сите претходни обвинувања од страна на власта дека Социјалдемократскиот сојуз во пресрет на 17 мај на големиот собир сака да предизвика безбедносна криза и бројни инциденти кои што ќе ги доведат во незавидна позиција безбедносните сили, односно полициските службеници кои што ја извршуваат својата службена должност и ја обезбедуваат владата како витален објект. Ние тоа го демантиравме со самиот факт што и партијата и сите учесници на собирот беа вклучени во обезбедување на редот и мирот на самиот протест, меѓутоа и во превенирање на сите можни инциденти кои што би можеле да ни ги предизвикаат луѓе кои што би биле уфрлени во групата за да направат некој таков инцидент.
Тоа продолжуваме и понатаму да го правиме, значи како што знае македонската јавност, ние остануваме пред владата со испорачани наши барања за оставка на владата, пред се на премиерот Груевски и по хиерархија на сите во владата, за да се создадат услови за отварање на демократските процеси во Република Македонија и порака до враќање на европските вредности за Република Македонија, кои што изминативе години гледаме дека се поприлично заборавени. Но ставот на премиерот е оставка дека нема намера да даде и дека треба да се случи она што е волја на народот. Предпоставувам дека вечерта ќе се покаже другата страна, односно Народен собир, кој што ги поддржуваат политиките на владата, веројатно тоа е проценето како волјата на народот, односно луѓето кои што поддржуваат владата. Дали сметате дека вашите протести може да доведат до оставка на премиерот? Значи, уставно гарантирано право е на мирни протести. Ние имавме вчера протести, денеска граѓаните повторно ќе протестираат, паролите се различни. Ние протестираме за враќање на слободата, демократијата, правдата во Република Македонија, додека денеска протестот кој што го организира владеачката партија е под паролата за силна Македонија, со испорачани пароли дека дадениот легитимитет од граѓаните ќе се брани на ист начин како што се бранеше Куманово од терористите. Тоа е од безбедносен аспект интересна парола, што ја слушаме од носителите на власта и имплицира можно да кажеме конструирање на одредени настани и ситуации во кои што би можеле да бидат предизвикани одредени нелагодни ситуации во кои што би требала да интервенира полицијата. Меѓутоа, она што ние како партија го правиме и за кое што се залагаме е да ја гарантираме безбедноста на луѓето кои што се пред владата на Република Македонија и на полициските службеници, да се воздржиме од било каква провокација, тоа досега сме го правеле и ќе продолжиме да го правиме, и ќе бараме од Министерството за внатрешни работи на ист начин, со еднаков третман да се однесува и кон сите граѓани кои што ќе протестираат и на вечерашниот протест, меѓутоа и предустрожно и превентивно да ги превенираат сите можни несакани инциденти кои што би можеле да бидат, да кажеме, инициирани, бидејќи имавме таков случај, кога излегоа граѓаните да протестираат по објавувањето на веста и фактите за како Министерството за внатрешни работи го прикривало убиството на Мартин Нешковски. Мислам дека ќе можеме тоа да го образложиме повеќе. Тоа беше во контекст на протестите, колку гаранцијата може да биде за мирни протести и колку може уфрнели лица да испровоцираат реакција на полицијата. Господине Поповски, дали по сите досега објавени бомби од опозицијата, вечерашниот Народен собир ќе значи потврда на легитимитетот на владата и дали сметате дека сепак тоа треба да се направи преку вонредни избори под услови во кои што ќе веруваат сите, како што бара опозицијата? Прво ќе видиме вечер излегувањето на народот, како што и во Нова Македонија, мислам дека денеска пишува собирање на народот, дел први се случи вчера, денеска ќе се случи исто така собирање на народот, дел втори. Што значи дека можеме да констатираме дека граѓаните на Република Македонија се длабоко поделени врз основа на партиските политики, што долго време се практикува на таа основа. Практично, особено во услови на економска криза, невработеност или слично, се засилува солидарноста на луѓето кон едни и други. Втората основа на диференцијацијата на граѓаните е диференцијација во однос на политиките на владеачките елити, кои што досега во Македонија продефилира по приближно еднаков број на години. И третиот е подолгорочното, веќе 20 години и нешто над 20 години искуство, лично и групно искуство на граѓаните од владењето на различните коалиции и од резултатите на
на политиките на двете партии. Што значи, таа генеза на поделеност е подолга и не може априори, по моje мислење, да се преферира становиште на една групација, доколку од другата страна имате иста, приближна, до некаде помала или до некаде поголема, или особено ако биде уште поголема, априори дека има предност едната страна. Што значи дека од таква ситуација можеме да констатираме една криза во политичкото однесување во нашата заедница, за кое што криза политичките субјекти мора да ја решат. И они се поставени по својата дефиниција да бидат сервис на државните интереси, на интересите на граѓаните. Граѓаните не им се дадени на политичките елити како ресурс што политичките елити би можеле да го употребуваат како што ќе најдат, заради некои интереси кои што не ги делат граѓаните, ниту пак народот им е даден на политичарите за да можат да го трошат они. Што значи дека борбата евентуално за власт која што постои на двете страни апсолутно, прво е најавено од страна на Социјалдемократскиот сојуз и она се мотивира со тоа што слушаме. Ево и сега беше поставено. И второ, одржувањето на власта на другата група или другата страна која што го мотивира тоа со изборите. И во тој случај клучни прашања стануваат две. Прво, поделениот народ и искажувањето на нивните протести или контрапротести мора да се одвива навистина мирно. И политичките партии треба да сносат одговорност и владеачката исто коалиција доколку создадат некои услови или недоволно ги контролират условите да започне еден процес на инциденти кој што ќе ги сукоби граѓаните. Тоа би било, по моје мислење, тешко, погубно за Република Македонија. Што значи излезот само во една реченица, па после ќе дискутираме одвоено, мора да биде низ процедурите. Например, легитимно е правото на една групација да бара оставка и тоа претходна оставка. Меѓутоа, легитимно е правото и на другата групација да се каже не мислиме да дадеме оставка. И сега во една таква ситуација вие морате да го почитувате системот. А тоа значи, мора во собранието да се постави едното барање и другото барање, и ние го имаме тоа собрание, бидејќи да се бара оставка на владата, значи во исто време да се ултимативно постави собраничкиот состав во кој што владата има мнозинство или владечката коалиција има мнозинство, да мора да гласа против самите себе. И сега се поставя прашање, ако не гласа, ако го делат другото мислење, дека они сториле и дека се што е криминално и недозволено, мора да се расчисти и политички и правно, со комплетни, така да се каже, консеквенции, без пардон за секого. И во таа смисла има доста предлози од меѓународната заедница, меѓутоа за сега тие предлози од меѓународната заедница не стигнуваат до крај кај страните кои што се сукобени, но мора да се најдат во собранието, нема друг начин. Другото би било насилно рушење на системот, кое што нормално ќе има и реакција и тоа би било погубно. Господине Џафери, Дуи се обидува да покаже еден став на неутралност кон протестите, кон Народниот собир, исто така ако сум јас во право според она што го следам. Меѓутоа, вчера во текот на протестите на опозицијата еден познат член на вашата партија, пратеник Ермира Мехмети, излезе со еден статус во кој што вели време е за оставка на Груевски. Дали е тоа личен став, дали има некакво единство во партијата околу ставот? Како вие гледате на како ќе се излезе од оваа криза? Добро, во секој случај, ако може да се толкува како наша неутралност, како политичко субјект, ја не би рекол дека е тоа неутралност. Во секој случај, ние сме политичка партија која што сме го добиле поддршката на мнозинство албанци во Република Македонија и во тој контекст сметаме дека
албанците немаат потреба во овој момент и во текот на оваа политичка криза, која е како резултат, значи, зачетоците не се последните предвремени избори. Како што се знае, Република Македонија во континуитет ја прати определен ниво на политичка криза, која што со последните предвремени избори кулминираше со одлуката на најголемата опозициона партија да не зема учество во институциите и да не ги признае резултатите на изборите. Во тој контекст пред јавноста се почна да се, условно кажано, да се шпекулира со постоење на факти дека изборите беа овакви или онакви, кои што со почетокот на оваа календарска година, со така наречените бомби, значи опозицијата си почнала да прикаже една вистина за која што она смета дека е вистина, и во тој контекст ние како политички субјект не навлегуваме во правото на опозицијата да по тој пат ја покаже вистината, но проблемот се комплицира во моментот кога во јавноста почнуваат да струјат две вистини. Едната вистина е дека тоа е работа на странски служби и соработници нивни во државата, и другата вистина е дека тоа се случува и дека е тоа добиен како материјал на незаконско, значи, прислушување на граѓаните, односно на политичките партии и сите учесници во политичкиот живот. И во тој контекст јас можам да кажам од последната средба што ја имавме како пратенички групи во Брисел по тема на политичка толеранција, основниот заклучок беше таму: проблемот не е во тоа дали е ова вистина или таа вистина. Проблемот е во тоа да доколку се докаже едната од вистината, што и како ќе постапи и што ќе биде со Република Македонија и со нејзините институции. Оно што е факт дека во континуитет подолго време во Република Македонија граѓаните не им веруваат на институциите кои се создадени. Тоа од причина што сметаат дека определена политичка контрола е воспоставена врз функционирањето на институциите и како резултат на тоа, значи, граѓаните имат за право да мислат така и во поедини случаи конкретни кои што во континуитет се случува, една или друга групација граѓани, значи, искажува недоверба кон институциите, и во тој конгломерат на несогласувања е кулминација на оваа ситуација да се дојде во едно време која што од политичка, значи, криза и политички проблем подолго време веќе се најавува дека постои можност да тоа прерасне во безбедносен проблем, што впрочем и се случи со последните настани. И во тој контекст сметам дека сите учесници во политичкиот живот во Република Македонија би требало да бидат по-совесни во смисла на однесувањето, по-совесни во смисла на оно што е политички став и политичко изразување, во смисла на тоа што политичкиот живот покрај званичниот, значи, ангажман на политичките партии и политичките субјекти доста, значи, има придонес и медиумите, односно сите можни социјални мрежи кои што учествуваат во креирањето на политичкиот живот, и во тој контекст сметам дека ќе има потреба да ова ситуација заврши со политички диалог, односно со политички договор, по кој ќе се испитуваат сите можни наводи од оно што од опозицијата се мисли дека е бомба, затоа што според и мислењата на представниците на Европската Унија, поголем проблем за Република Македонија е суштината и содржината на оно што го слушаме во јавноста, и доколку тоа се докаже како вистинито, тогаш е поголем проблемот за институциите, за носителите на институциите, отколку што може да биде чиста она гола политичка борба за власт и превласт. Во тој контекст само уште ова реченица да ја кажам, Демократската унија за интеграција цени дека секој граѓанин има за право да изрази свое мислење, па и преку протест, со тоа што тие протести треба да се мирни, значи ненасилни, и во тој контекст тоа е право на избор индивидуално и право на избор на здружување за искажување и на колективно мислење по однос на определени политики на владата. Ние сме свесни дека дел од електоратот, значи, и кај нас има спротивно мислење од оно што се размислувањата и заклучоците на партиските органи,
Но нашиот став е дека нас, граѓаните, не избрале да од нивно име раководиме и водиме со нивната волја и во тој контекст да не ги препуштаме на улицата и на моментална ситуација која може да изгледа добробитна и во нивна корист, но наш заклучок дека тоа така не е. По однос на статусот на пратеничката Едмира Мехмети, ние сме политичка партија која што внатре во размислувањата имаме слобода на индивидуално лично размислување по однос на определени теми, па и по однос на ова, но конечните одлуки ги имаат донесено и ги донесуваат партиските органи кои што се произлезени од конгресот изборен кој што беше во ланската година. Тоа значи дека Едмир Мехмети не најави со овој статус излегување на дуи од влада? Нешто не најави излегување, тоа не е личниот став на било кој представник званичен на Демократската унија за таква одлука. Таква одлука треба да донесат партиските органи. Во тој контекст во партијата, се разгледува состојбата и во моментов нема такво размислување и таква одлука и таков однос, имајќи ги предвид првенствено интересите на тие што ги застапуваме, кои што не избраа, и во општ контекст интересите пошироко во регионот и на државата и на граѓаните албанци, и на она што е намера сите ние да бидеме таму кај што претендираме да бидеме во определено време. Господин Николовски, вие го поддржавте процесот, се протестот вчера на опозицијата. Зошто и каков ефект очекувате од овој процес? Ние како партија пред неколку дена стапивме во коалицијата Граѓаните за Македонија. Иако и порано бевме на страната на овие кои бара промени во политичкиот систем, во општествениот систем во Република Македонија. И драго ми е што имаме висока подударност со другите соговорници овде, затоа што мислам дека ретко дека ќе најдете човек во Република Македонија кој веќе верува во институциите на системот, така да и во партијата на Обединените пензионери и граѓани на Македонија во последно време ние укажуваме од нова година за големата поделеност. Ја во неколку мои обраќања зборува за големата поделеност во Република Македонија, дека 2015 година ќе биде година на соочување на овие разлики, година на разврски. Исто така, многу пати предупредував уште порано дека во Македонија немаме само политичка криза, нека дека имаме институционална, па и безбедносна криза, што се тоа и покажа дека кризата поминува и во безбедносна криза, иако некои го тоа премолчува дека е само политичка криза. Што се однесува до вчерашните протести, јас прво сакам да му честитам на организаторот за одличната организација, што покажа висок капацитет да протестите поминат мирно и мислам дека овие протести ќе бидат протести на научени лекции кои треба да се проучуваат и другите организатори на тие протести да применуваат истите правила на однесување. Иако предходните денове имаше толку шпекулации во некои средства за јавно информирање, дека се купува оружје, дека тоа ќе се прави, ја во што воопште не верував. Мислам дека и како да кажам, дегутантно дори такви изрази да се употребуваат, затоа што се знаеше дека ќе се направи се што е можно да протестите поминат мирно. Сега би нешто рекол за овој македонски феномен контра. Ние во Македонија, па и на Балканот, меѓутоа во последно време, од како е ова гарнитура на власт, тој феномен контра стално го имаме. Имаме стално контра протести, контра пленум, контра легитимно право е на секој и демократско право да протестира. Меѓутоа јас повторно предупредувај, добро тоа што е денеска, не беше вчера. Значи, може секој да протестира, али не во исто време и на исто место. И затоа, онај што ни се случи на 24 декември 2012 година, кога за малце можеше да избие таков судир меѓу граѓаните со далекосежни последици, треба политичарите да водат многу сметка да не дојде тоа. Се протестира пред влада, се протестира пред фабрика, се протестира пред собрание и така натаму, меѓутоа не се протестира против некој. Тоа е овака против опозиција не видам
причина да се протестира или партијата на власт да протестира, зашто да протестира? Ево, прашам ја. Добро, тие изразуваат поддршка, нели, да демонстрира поддршка. Демонстрира, меѓутоа тоа се наши феномени македонски. Демонстрира барање на стабилност. И околу шаторите, ако можам нешто да кажам, мислам дека или после. Ќе пронајдеме можност да го кажете се тоа што сакате, бидејќи сакам да почнеме со прашањата од граѓаните околу протестите. Прашање има Павле Богоевски од Скопје. Ве молам колку е можно по-концизно да одговараме, за да одговориме што може повеќе прашања. Павле Богоевски. Добар ден. Прашањето е упатено кон професор Тараменски, меѓутоа и кон другите учесници во дискусијата. На 5 мај имаше насилни протести пред владата на Република Македонија од страна на група учесници во протестот. Меѓутоа, од тогаш наваму, граѓанското движење Протестирам секој ден во 6 часот организира мирни и ненасилни протести, се обидува да организира мирни и ненасилни протести пред владата на Република Македонија. И повеќе од 10 дена поред, полицијата не му дозволува на движењето да протестира пред зградата на владата на Република Македонија, пред зградата на јавното обвинителство, пред зградата на Министерството за внатрешни работи и така натаму. Прашањето ми е колку можат изолираните инциденти од 5 мај да бидат искористени за вакво прекршување на правото на мирен и ненасилен јавен собир, поготово ако се земе во предвид дека ова право може да биде ограничено само во услови на војна или вонредна состојба. Благодарам. До вас беше прв. Благодарам за прашањето. Јас во првиот одговор веќе го зафатив прашањето во делот на протестите на 5 мај, кога граѓанскиот активизам против полициска бруталност и го изрази своето незадоволство пред владата околу информациите кои што ги објавивме во врска со прикривањето на голем број на факти во убиството на Мартин Нешковски. И морам да констатирам една состојба која што сите на очиглед ја согледаа пред владата, а тоа е дека самиот протест и мирното собирање на граѓаните беше во најдобар ред до 23 часот, кога граѓаните се поставија, седнаа на улиците и рекоа дека нема да одстапат од испорачување на своите барања кон владата, меѓутоа и барањето на одговорноста од владата во овој случај за скриените информации за Нешковски. И одеднаш се случи да има вметнување на група хулигани и вандали кои што ја предизвика реакцијата на полицијата. Полицијата има легитимно право да употреби средства за присила доколку има акција од другата страна за нарушување на јавен ред и мир, меѓутоа и во однос на загрозување на безбедноста на самите полициски службеници. И мислам дека тој момент беше клучниот тригер за провокација на полицијата и нејзино интервенирање, како можност во идните денови, за кои што исто така беа најавени протестите, да се оневозможи или да се ограничи просторот на кој што ќе се протестира. Мислам дека тоа беше изнудена реакција, предизвикана реакција само како можност да се ограничи просторот околу кој што ќе се протестира. Утре дента, значи на 6 мај, на протестот пред собранието, бидејќи беше направена тампон зона околу владата на Република Македонија, протестот се пресели пред собранието на Република Македонија и ние повторно забележавме луѓе кои што под маски беа вметнати во групата и веќе почна на разидување на демонстрантите во времето кога се растураше самиот протест, сакаа да направат повторно инцидент со полицијата и ние вешто тоа го спречивме со откривање на ликовите на луѓето кои што беа вметнати. За жал, во сите овие приведувања кои што Министерството за внатрешни работи ги прави деновиви и судот изречува мерка притвор, се сомневаме во вистинските нарушувачи на јавниот ред и мир и вистинските напаѓачи на службените лица кои што си ја извршуваа својата задача. Во делот на она што значи полициска тактика, во тоа како се разби масата, можам исто така да коментирам дека е несоодветен, бидејќи полицијата има тактики за извлекување на луѓе
кои што ги гледа дека може да бидат насилни за толпата, и сме имале такви случаи кога протестираа стечајците. Ако се сеќавате, водачот на стечајците во тактика клин беше извлечен од масата и беше приведен од страна на полицијата. Меѓутоа, во овој случај и покрај идентификуваните насилници кои што многу лесно може да се идентификуваат од видеокамерите пред владата и пред собранието, тоа не се направи, туку напротив, полициските службеници во кордон тргнаа на потиснување на масата која што протестираше, а гледавме дека по улиците и на Партизанска и на Илинденска се апсеа лица кои што покажуваа соодветен отпор, меѓутоа и револт, и поради информациите, меѓутоа и поради моменталното реагирање на полицијата на начин кој што можеби во тој момент беше несоодветен. Дали само од Ремејски барате одговор или од останатите? Сакам некој други да дискутираме. Ево, јас би рекол дека во секој протест можно е уфрлање, меѓутоа не треба да се стесни простор за предпоставки дека тоа може да дојде само од другата страна, туку може да дојдат од различни средини. Инаку, апсењето на лица кои што давале отпор тамо по Партизанска или друго, да се надевам, бидејќи нели се под истрага, дека се однесува на лица или кои учествувале насилно пред владата, или кои што на друг простор вршиле насилство. Она што не е каздиво е протестирање, мирно протестирање, кое што може да се искажи со зборови, но не е протестирање она кое што оди да пали коли, да превртува или слично, тогаш апсолутно законите мора да се почитуваат и односот на полицијата не може да биде негативно контролиран. Околу тактиката, бидејќи ние не сме стручници за тактика овде, клин или фронтално потиснување, тоа зависи од единицата, од нејзината димензионираност, од очекувањата на какви протести би имало. Предпоставувам во тој случај, бидејќи колешка да со предпоставки оди, и сите сме сега веќе стручници за секое прашање, дека таа полиција што беше во одбрана на владата, при такви насилни постапки можеше само да оди така. Немаше капацитети, а може би немаше ни лица кои што увежбано можат со клинови да ги извлекуваат тие што се. Тамо се снимани, колку 13 души се во притвор, тие мора да одговарат на лицата од камерите да се. Не можат произволни да бидат и така натаму. И мора да има судот, мора да почитува аргументи, дали превртувале коли, дали мавале со камења, насилство применувале и така натаму. Ако ми дозволите минутка. Сите овие настани од 5 и од 6, особено вандалскиот чин пред владата, послужи како аргумент на провладените медиуми во креирањето на медиумската пропаганда за тоа дека опозицијата и сите кои што ќе излезат да протестираат против власта се негативно и непријателски настроени кон полициските службеници и припадниците на безбедносните сили. Па така се правеа едни паралелни слики, се креираше подвоено јавно мислење за тоа кој ги поддржува припадниците на безбедносните сили. Еве, ние ви подаруваме знамиња, маршираме за вашата поддршка, и тоа за жал после загинувањето на 8 полицајци во Куманово. А од друга страна видите овие како ве тепаат со бекатон и со шипки. И токму и аргументот на провладините медиуми во овој период, во пресред на 17 мај, беше конкретно насочен на тоа. Евоцирање на снимките од 5 мај со алудирање на некакво делење на бекатон коцки, на некакви шипки и делење на некакви фантомки, со алудирање на употреба на оружје кои што ќе предизвикаат негативни последици по безбедносните сили. Ние вчера го кажавме тоа дека нема ништо такво не се случи. Јас навистина верувам дека вечерва ништо такво нема да се случи, дека тоа е веројатно медиумите не се свеќања за мирисање во вакви околности во сите земји, за жал. Нивната поделеност придонесува
во интензивирање на односите, тоа се случува секаде на Балканот, и останува прашањето на професионалноста и независноста и одговорноста и на медиумите и така натаму. Но да не го трошиме времето за посебно прашање. Јас сакав да констатирам дека овој интерес, да не речам стравка и граѓаните што ќе се случува кога ќе почнат протестите и народните собири, се зајакна откако се случија настаните во Куманово. Имаме доста прашања околу настаните во Куманово. Можеме, ако ми дозволите, да преидеме на тоа. Да се доискажеме. Ајде, поради протест. Прво за прашањето правото на протест е неприкосновено. Тоа не може никој да го забрани. Така да не верувам дека има представник некој на политичка партија или на било кој што може да се согласи со одлука да се забрани правото на протест. Но прописите затоа последователно после пропишуваат одговорност за состојбите, затоа што организаторот на протестот е одговорен за организирање и спроведување на протестот, одговорноста на институциите е да го обезбедат тоа. Но во наши услови и регионално, па и внатре, опште познато дека има можности за определени провокации, но проблем е тоа да се докаже до крај која е мотивацијата за определена провокација. И во тој контекст, зашто не беше дозволено, што значи не може тоа никој да го брани, но друга е работа сега на проценки на вреднување на состојбата и во контекст на тоа, значи не би требало да се случи да се има забрана. Во интерес на времето, иначе можам многу опширно да го елаборирам овој случај, меѓутоа нема. Ќе заврши емисијата, иначе можам колку сакате да зборувам за тоа. Значи, одиме на прашањето на Сања Милушевска, која го постави по... Не може да се прекине второто прашање, се извинувам. Нема одговорите на господинот. Сметате дека не му е одговорено зошто не се дозволи? Владата да се протестира. Меѓутоа, дали имавте вие проблем да протестирате пред владата? Ево, јас, например, би рекол најконкретно, според нашиот систем, очигледно нема норми кои што забрануваат непосредно пред владата, на улици, со сопирање на сообраќај и така натаму, и веројатно натаму на легислативата останува да го нормира и тој аспект според оној стандард кој што е, например, ето, во Соединетите Американски држави, западните земји и слично. При непостоење не треба да се прави разлика меѓу групи и местото. Ке ме сослушате прашањето на Сонја Милушевска, ќе ви го прочитам бидејќи не беше можност во можност да дојде тука, но го постави, а би ја повикала Мерсиха Смиловиќ после тоа да го постави незиното прашање, па да се обидеме концизно да одговориме на двете. Значи Сања вели кои беа мотивите за вооружениот напад во Куманово и кому му оди во прилог дестабилизација на Македонија, кога и македонците и албанците се против, кој има интерес од овие случувања. Мерсиха, повеле? Па вака, јас имам прашање. Од 2001 почна еден феномен во светот, а и кај нас, тоа е терминот исламски тероризам. Повторно имавме прилика да го чуме пред некој ден. Исламскиот тероризам, кој е сосема погрешена страна на исламското учење, но и борците во Блискиот исток. И институциите во Македонија често пати тоа го користат кога немаат алиби за некое кривично дело. Слушнавме дека и премиерот кажа дека групите во Куманово, некои од нив се бореле на Блискиот исток, иако тоа нормално Косово го демантираше, но исто така и со Монструм, кога немаше доволно алиби зошто се случило тоа што се случи, министерката се поигра со чувствата на верниците и кажа дека за тоа е виновен исламскиот тероризам. Па моето прашање е колку Македонија навистина има опасност од овој термин или од овие појави во светот, кога од 2001 до сега, до 2015 никогаш не сме виделе ништо слично на просторите на Македонија. Џафери, би почнала ви? Добро, во секој случај, јас се согласувам дека преубрзаното вреднување на состојбите со терминологија која што ни по каков елемент не се докажува, е, би рекол, почетна грешка која што се прави и таква почетна грешка после ќе ја следи институцијата по однос на соодветен случај до крај и таа грешка ќе си тлее и ќе се зголеми. И на крај ќе имате резултат дека во определена судска постапка не може да се докажат наводите, не може да се докажат аргументите, не може, значи, по било кој случај да си го земеме поединечно. Значи, во
Општо зборувам. Пребрзо си даваме за право да тврдиме работи кои што не се совпаѓаат после во судска постапка. Јас не би можел да одговорам за мотивите, затоа што тоа не е работа која што можам јас да ја тврдам овде дека е мотивот тој или тој. Затоа што тоа сега следи на институциите кои што се надлежни за тоа. Но од оно што го кажавме претходно, дека вербата во институциите е нарушена и од таа причина сметаме дека во секоја постапка во судските инстанции во нас и кај нас е потребна, неопходна, значи од страна надгледување на процесот за да може да се добива на тежината. Кажав за тврдењата дека е ваква група или онаква група, по она што е теоријата почетна и политичка и било која се работи, ако се работи за последните случувања во Куманово, тоа е вооружна група за која што не знаеме мотивот кој е. Но имајќи предвид дека има луѓе кои што се лишени од слобода, ќе може да ја кажат и мотивацијата која им била. И во тој контекст, значи, ќе се заокружи сиот комплексен однос кон ситуацијата. Ако одиме паушално, само да се тврди дека тоа било вака и вака, имале ваква и ваква намера, од првичните сознанија ниту јас овде, ниту било кој од нас овде не може да каже, ниту па било која институција можела првично да каже дека е тоа целта на, конкретно ако се работи за последно, значи Куманово или на било која слична ситуација. И во тој контекст зборувам дека ќе треба во нашиот систем да се врати вербата во институциите, а тоа може единствено со странска, значи, помош да се надгледа процесот, кој што на крајот би рекол дека е тоа. А се сложувам дека епилогот на сите овие работи, па и институционално, за да добие конечно, значи, облик на решение на политичката криза, мора да се заврши во институцијата парламент, затоа што све што ќе договараат политичките партии, значи за надминување, значи во контекст. Зборуваме за истрагата, зборуваме за мотивот кој што велите дека не може да го знаете, имаме уапсени луѓе кои што даваат одредени искази. Да, ама тие ќе зборат и никој нема за право да ги користи исказите од лицата, освен надлежната институција која што е надлежна да располага со тие и конечната одлука по однос на нивната вина или не вина по однос на работата што е. Кога може, професоре? И во тој контекст зборувам, значи, сета ова криза на крај ќе мора да резултира со политички договор на лидерите, било самостојно, како што е очигледно дека не можат самостојно тоа да го направат, било овде во Скопје под надзор на меѓународната заедница или во Брисел или во Страсбург, но институционалната форма, тој договор мора да го добие во парламентот, затоа што тамо треба да се носи и одлука за распуштање на парламент, доколку се реши да се оди на предвремени избори, и одлука за измена на законодавството, доколку се оди на измена на законодавство, и одлука за недоверба или доверба на владата, доколку е тоа договор, затоа што тој договор не може да биде одлука на договарањето на политичките лидери, па сега немаме влада од тој момент. Значи, ако е тоа работа на договор, ако е и таа опција дека овај состав на влада треба да оди, тоа сепак институционално треба да се спроведе со одлука во собранието со која што формално правно ќе се искаже недоверба или како и да е решение, значи во парламентот. Тоа е нешто што ќе го расчистиме. Така, господине Поповски, како одат тие процедури, кога би можеле ние да очекуваме одговор на прашањето кои беа мотивите зошто тие луѓе влегува во Македонија вооружени, што сакаа да направат, бидејќи тоа ги интересира македонските граѓани? Кога ќе заврши истрагата, да се надеваме дека истрагата е почната уште од првиот момент со распрашување, соочување евентуално меѓу нив со сите оние методи со кои што истрагата настојува да дојде до одговор што пореален и повистинит одговор на прашањата што ги постави. Во секој случај профилот на таа групација со оглед на составот е горе-долу познат, има јадро и има еден друг сегмент кој што се има надоврзано. Меѓутоа, низата прашања се во доменот на шпекулациите. Како дошле, како не можеле да ги забележат, па некој разговарал или не разговарал, во која смисла. Сега има тамо поголем број
меѓу нив и од водачите што се уапсени. И сега е дадена можност сето тоа да се расчисти. Имаше обид за создавање на некоја политичка мотивација како платформа што им била на групата со некои јавувања на бившата УЧК во Босасот. Имаше 2-3 соопштенија дека тие се бореле за националните права на албанците, па дури со идеи. Меѓутоа, тие соопштенија се многу неубедителни и не треба да се поведуваме и тежиштето на таа основа да го поставуваме, току да изчекаме што поскоро, а органите на истрагата и судството, обвинителството и судството, тие документи да ги покаже, да бидат тие доверливи, транспарентни и за меѓународната заедница, она квалификувано Сметате ли дека се избрзани и ставовите на голем број на луѓе кои што се од оваа област кои велат дека тоа се веројатно платеници? Меѓутоа треба да се истражи кој морам да ви зошто. кажам дека секој е слободен да си создава представи. Не, вие од информациите што ги имате, дали мислите дека би Не, јас имам она што читам од весниците, од кога се случи Куманово, веќе секој ден ги следам весниците и така. И она во Фокус имаше на 5-6 страници, демек вистината за сето тоа. Ако ја прочитате внимателно целата таа историја, ќе видите многу слаби точки, односно многу главни премиси се предпоставени за да се извлече одреден заклучок. Навистина сметам дека сме сега во доменот на шпекулациите, инаку во една ваква ситуација низа центри кои што може да бидат и платенички, криминално политизирани или пак екстремно политички и слично, да се случат и заинтересирани внатрешни и надворешни политички фактори, да се меѓуто да сочекаме. Нека тоа се расчисти, нема смисла. Јас би сакала да дадам неколку така одговори на дел од прашањата кои што беа поставени. Првото прашање на Сонја имаше многу подпрашања, меѓутоа ќе се обидам во неколку реченици да кажам и во делот на терминологијата, меѓутоа и да изразам едно негодување околу пристапот во третманот на ова прашање. Ние некако полесно на стручната јавност ние да шпекулираме со, да кажеме, ова што веќе е објавено или да се оправдаме зад превезот на шпекулациите околу овој настан. И во контекст на тоа, јас би кажала дека шпекулациите ги почна примерно владата, со самиот факт што излезе политичко лице да зборува за клучни прашања кои што се и дел од истрагата, за кои што зборуваме дека треба да ги сочекаме вештачењата, сите информации кои што треба да ни излезат од страна на Министерството за внатрешни работи, како аргумент и за мотивите и за отварање на еден судски процес во кој што треба да се утврдува вистината. И сега ако ги гледате реториките со кои што се почна во самиот овој настан, со самото обраќање на председателот на државата кога кажа дека на почетокот на јануари тој имал веќе информација дека постојат вакви групи и влегуваат и излегуваат од Република Македонија. Имате орган во состав на Министерството за внатрешни работи кој што има законска обврска да се грижи за заштита на уставниот поредок и борба против вакви терористички групации. Меѓутоа, се изумува фактот дека во ова медиумско промовирање на политичка кампања за самиот настан во Куманово, се заборава одговорноста во употребувањето на терминологијата. Она прашање кое што го постави почитуваната гостинка. Дека религиски мотивираниот тероризам постои во светот, меѓутоа во Република Македонија имало обиди да се накалеми религиски мотивиран тероризам, почнувајќи со случајот Монструм, меѓутоа на крајот излегувале штури во таа аргументација и мислам дека токму институциите кои што се задолжени да ги истражуваат, да ги докажуваат
Сите овие тврдења со кои што излегуваат од позиција на политички лица треба да имаат одговорност. Во делот на групата, од познатите информации во јавноста, разбравме од устата на премиерот дека била неутрализирана најопасната терористичка група во делот на југозападна, југоисточна Европа. Понатаму добивме информација дека се сите барани по потерница. И уште многу, да кажеме, аргументи кои што одат во прилог на она кое што ние го истакнуваме, а тоа е дека институциите задолжени да ги следат, да ги регистрираат действијата на овие групи, да ги осуетуваат мотивите и целите, заборавиле на нивната примарна задача, посветувајќи се на партиско-политичката агенда за која што ние слушаме изминативе месеци за што се употребувало УБК. Во тој контекст и Министерството за внатрешни работи и сите кои што отворија политичка кампања и направија обид за едно сурово и монструозно поврзување на терористичката група со опозицијата апропо 17 мај, имаат одговорност пред се заради изложеноста на ризик на животите и на цивилите и на безбедносните сили, меѓутоа и заради фактот што во таа полициска акција 8 припадници на специјалната единица Тигар и единицата за брзо распоредување ги загубија своите животи. Познавајќи го полициското работење и правилата на постапување на специјалните полициски единици, можам да зборувам и во тој контекст, заради фактот како се ангажираат, зошто се ангажираат, како се пресметува и се проценува ризикот на кој што се изложуваат, ако го знаеме противникот или лицата кои што треба да бидат лишени од слобода. Сите информации, скенирајќи ги официјалните информации со кои што излегува Министерството за внатрешни работи, кои што за волја на вистината се многу хаотични, многу дневно променливи, добивам впечаток дека се пристапило на многу несоодветен плански начин за постапување на самата единица, со тоа што паричната мотивација со која што излезе владата дека ќе ги награди сите учесници во акцијата, го фрла во сенка прашањето на детектирање на одговорноста, учеството, меѓутоа тоа има и еден добар момент, бидејќи станува збор за информација од јавен карактер, јас очекувам на моето барање да биде одговорено деновиве и врз основа на висината на доделената награда ќе може да се утврди и правилото на командната одговорност и управувањето во целокупната акција, која што, за жал, јас не би ја оквалификувала како успешна со таков број на изгубени животи од страна на безбедносните сили. Вие, генерал? Јас можеме исто така доста ухубава да зборувам. На мене ми е вака драго што јас меѓу првите во Македонија некои тези кои ги развив без да имам информации, кои полека се во средствата за јавно информирање потврдуваат. Прво сакам да кажам дека зборот тероризам, исламски тероризам и така натаму многу лесно се злоупотребува и се шпекулира од луѓе кои не знаат што значи тероризам. Тероризам како појам во светски рамки се уште нема една воспоставена дефиниција. Ние во Обединетите нации, значи постојат многу лепеза на дефиниции што е тоа тероризам. Меѓутоа, едно и основно, секој пат треба да се знае кој е мотивот, кои се целите, кои се задачите на терористите. Во овој случај, во Република Македонија, или Кумановскиот случај, како саквате да кажете, се уште мотивот не е кажан. Премиерот рече дека мотивот бил дестабилизација на Република Македонија. Тоа јавно го е, сега ја да поставам прашање. Кој во регионот во овој момент има интерес да се стабилизира Македонија? Од јужната страна имаме Грција, членка на НАТО, имаме Албанија, членка на НАТО, имаме Косово, која не е членка, меѓутоа се однесува како да е членка на НАТО, имаме Србија, која со брзи чекори кон Европската Унија, имаме Бугарија, која е членка на НАТО. Кој е тој да сака да дестабилизира Македонија?
некои викат албанците. Кој е мотивот на Косово да ја дестабилизира Македонија? Косово сака да се прикаже како мирна, добро, стабилна... имаше реакции веднаш од Косово, веројатно имаше и од Косово, и од Албанија и така натаму сите тие од себе. Сега ето да оставам ова елаборирање, да идеме конкретно на акцијата. Прво сакам на полицијата да ја честитам на храброста од како беа уфрлени во војнички во сукоп со на вооружената група. Меѓутоа, да се зборува за некој успех, кога ние имаме 8 мртви, 37 и не знам колку травматизирани припадници на специјалните единици на Република Македонија. Ако земеме од другата страна колку има губитоци, испадна дека ипак овие биле по-успешни од нив. Исто сакам да зборувам и за травматизираното цивилно население во оваа ситуација. Значи, секога ќе се спореди, нема успешност на акцијата и некој во оваа држава мора за тоа да одговара. И политички, и овие кои се начело на безбедностните. Но предпоставувам дека врз основа на одредени релевантни информации премиерот излезе и рече дека се планирале напади на јавни собери, на мостови, тогаш би имало навистина доколку се... Па сега овака ако што рече премиерот, јас се чудам овака како може таква изјава да се дава дека една група од 40 луѓе може да има еден комплет на објекти кои може да ги нападне во Република Македонија, а е стационирана во Куманово. Па имаме тука, ако е стационирана во Куманово, што имаме во Куманово, сум Липковско езеро. Ако онда требало на друго место да се стационира. Значи, во тој, јас не сакам да верувам дека дејство по витални објекти, таа група не можела тоа да го направи. Еден Шабани има прашање во врска со оваа тема, повелете? Микрофонот. Ако има фуша тоа да зборува, околу избори да нема. Значи, добар ден до сите. Моето прашање е како успе еден од приведените да избега? Значи, прашањето се однесува до сите. Многу индикативно. Ајде, повелете. Ево, колегата Трала сакаше да зборува. Како успеа да избега, тоа е една од јавните теми што отвара низа на многу дилеми по однос на сите информации кои што се пласират и не случајно кажав претходно дека избрзана изјава и почетничка грешка во проценката последователно ќе придонесе грешката да се зголеми и исходот на да биде кобен за сите. Тоа ќе треба да одговарат тие кои што го носеа поради тоа зашто го носе. Кажаа дека го однесоа да покаже на лице место каде е оставеното вооружување. Како се случило, што се случило, тоа и на мали деца у обданиште да им кажете дека човек со врзани раце успеа да избегне на еден вод полиција кој што го придружува и тоа во таков терен. Уште го тепали. Нема одговор, за да кажам потврдно дека е тоа, ќе треба да сум бил на лице место. Но, знаејќи ги професионално сега односите по однос на тоа како треба да се спроведе една таква задача која што му е некому зададена, е очигледна дека отвара низа на дилеми. Вакви и слични дилеми се отворени и вечерта во средбата со Советот за безбедност. Да, вие присуствувавте на таа среда. Пошто како представник на политичката партија го застапував лидерот, има низа на дилеми кои што се отвараат. Но тоа е работа која што ќе треба сите ние кои што работиме на тој случај да доаѓаме до заклучок и затоа е несмасно некој да излезе пред медиум да каже и одлука последна, она одлука што треба да биде на судот. Мислим, тоа е недозволиво. И во тој контекст дилеми има милион и еден. Меѓутоа мора да се разрешат сите бидејќи ќе се разрешат, но
odgovornost za to prvično to što bilo odgovoren da go nosi čovjek do tamo i da go pokaže oružje, to bilo odgovoren da go vrati v soodvetното место od kaj što беше ispraten. I tuka odgovornost je očigledna, zakonska, to je zadača. Сега не сакам да навлегувам во она чиста полицијска работа или војничка работа по однос на извршување на добиена задача. То се има прописи и се предвидуваат одговорноста и тоа, но за нас како политика и за нас, за интерес на граѓаните, сите овие дилеми да се анализираат, да се извлечат заклучоци и да се дава соодветна информација до граѓаните како може да се случи тоа. Јас би реагирал само во делот кога ние изнесуваме ставови за акцијата, дали била успешна или неуспешна, дали групата има капацитет да под предпоставка да не била откриена и да немало конфронтација, дали можела да подметнува експлозиви на разни места и слично. Сметам дека од такви предпоставки кои што ги претвараме во судови или во тврди констатации треба да се чуваме, бидејќи има и во новините кај нас, и во примерите воопшто во светски рамки, и по други видувања, например еден Хаджи Јанев, кој што е полковник и кој што претпоставам дека е компетентен од нас тука присутните, од било од кој нас. Објаснуваше како е можно 40 души да се да се припремат и да влегуваат таму и така натаму. Конечно, еден арсенал оружје имаат и други капацитети. Второ, има, и јас не сум навистина со извинување, сакам да споменам во војната ова теорија, тука е генералот најкомпетентен од нас, дека утврден во подруми или во засолништа и доаѓање на противник од улица има обично 3 до 4-1 спрема 1. Тој може да елиминира 3 до 4 пред самиот да падне. Што значи, не, дозволите, не, било што ако знае, ако имате човек што пука од другата страна, што сака да ве убие и ако вие имате задача да го елиминирате. Он е скриен таму подготвен во засолниште, плюс тоа подвижен да го промени засолништето, апсолутно има предност, 3-4 да елиминира, пред да биде елиминиран. Значи, да не навлегуваме во тие елементи, има на среќа фатени, и то поприлично луѓе, и то од повеќе сегменти, од одговорниот оној Соколи до другите кои што треба да одговорат на сите прашања. Тука треба да се обезбеди транспарентност и релеабилност или реалност на одговорите и на соопштенијата пред јавноста, па ќе видиме. А иначе дека може, ако можеле слободно да се движат, може во торба експлозив да носи, да влезе во автобус, ако се жртвува и да отиде автобусот. И сега да му одговорите на професорот или... Пошто ме прозва професорот, би сакал да кажам нешто. Се сложува со професорот, значи најтешка борба е борба во населено место. То да видиме, ако земеме Вуковар, дури гардиската бригада се употреби така. Меѓутоа, исто тој кој ја изведува акцијата не смееше, јас веднаш затоа и реагирав, не сакам и да поверувам дека некој ја има провалена акцијата, затоа што веднаш четворица да погинат. Тоа е многу на мене индикативно, ако се знаело како, има многу да не зборува, ќе одземе време, методите, начини на кои да се изведе акцијата. Ремески, само кусо, за да успееме да одговориме блиц, уште на едно прашање. Видите, за вистината, прво сите сака да знаат и не сме да се премолчува. Прво сака да знаат припадниците на безбедносните сили како е, зашто е тоа така изведено. Второ, сака да знаат ранетите, а највеќе сака да знаат родителите на загинатите и травматизираното население таму. Према тоа нема право никој таа вистина, а има можност да се дознае. Ремески. И за јавноста, и за полициските службеници е важно да се знае дали знаеле со кого треба да елиминираат.
полициските службеници. И од тука произлегува и тактиката на војување, и тактиката на постапување, и делот на разузнавањето пред интервенција. Значи, ако влегуваме во специфичните полициски интервенции за Куманово, има мал милион пропусти за кои што очекува Министерството за внатрешни работи да даде одговор. Бидејќи според моите проценки, познавајќи го полициското постапување, имаме сериозни грешки во подготовката на интервенцијата полициска во Куманово. Не игнорирајќи ја опасноста на групата која што била таму присутна. И понатаму, останува Министерството за внатрешни работи да одговори на едно од клучните прашања. Дали украденото оружје од полициската станица за обезбедување на државна граница Гошинце беше употребено против безбедностите сили на Република Македонија во случајот Куманово, ако се знае дека токму оној што пребега било лицето кој што укажал на едно од местата каде што оружјето било скриено. Меѓутоа, колку тоа оружје било употребено во Куманово, тоа е друго прашање. И во делот на институциите, јас сакам да изразам уште една загриженост од несериозноста во пристапот на целокупната политичка, па дури и во овој контекст безбедносна ситуација во Република Македонија. Ако имате министер кој што поднесе оставка, а остави неодговорени прашања што ги наследи директорот на Бирото за јавна безбедност, кој што сега е министер, и ако имате сега моментално на клучните две позиции кои што се оперативни позиции во Министерството за внатрешни работи неименувани директори на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Бирото за јавна безбедност во ситуација кога се крева паниката и тензијата и стравот од наводни терористички акции на камени мост, на витални објекти, тогаш навистина треба да си поставиме прашањето дали овдека станува збор за обид за избегнување на било каква правна или политичка одговорност, или пак станува збор за еден маневар кој што за превезот на политичката одговорност ќе се фрлат во втор план сите овие клучни прашања на кои што јавноста и безбедносните сили очекуваат одговор. Одговорноста не може да се одбегне, независно што поднеле оставка и тоа поднесе оставка после Кумановската, а не пред Кумановската. Значи, одговорноста си останува. Меѓутоа, очигледно, мене ми е многу драго колешката што настапува и има храброст сите овие аспекти да ги анализира. Имаме евентуално, ќе имаме можност иден раководител на некој од тие служби кои што или ќе разузнаваат или тактика на елиминација на терористички групи ќе планира. Сметам дека треба малку со усул да имаме повеќе кошници и да не се обидуваме да исполитизираме и да искористиме за агендата на одредена политичка позиција денеска која што се одвива и на улици и на други места, да се обидиме да ги инструментализираме податоците од една акција за која има субјекти кои што ќе ги разоткријат бидејќи има затворени. Следната емисија Отворено е за 2 недели. Не можеме да претпоставиме што ќе се случи во наредните 2 недели. Овој пат си дававме навистина амбициозна задача да анализираме повеќе од случувањата од изминатата недела кои се одвиваа со навистина голема брзина. Ви благодарам што не гледавте. Пријавувајте се да учествувате во емисијата Отворено со вашите прашања за се она што ве интересира, а што е актуелно во моментот во нашата држава, на тој начин што ќе ги следите профилите на Отворено на Facebook и на Twitter и ќе се јавите на телефонскиот број кој го гледате на екраните. Ви благодарам на вниманието и довидување.